Председателке, благодарам на исказот. Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност. Ние втор ден веќе расправаме за оваа проблематика, како да ги на некој начин да им помогнеме на лицата кои што се невидливи за системот и кои што талкаат од врата на врата. Системот практично не ги препознава. Ви благодарам за искреноста во делот на односно на дополнувањето на вашиот министер, кој што во петокот на нашите прашања кажа дека треба да има промена на законот и дека тој закон е веќе во подготовка. Јас се надевам дека вашето укажување, овде што го кажавте, ќе биде земено во предвид од работните групи кои што бевме убедени дека веќе постојат во Министерството за правда и во Министерството за внатрешни работи. И би сакал, бидејќи веќе наситени е јасно дека очигледно е дека поголемиот дел од проблемот е во законското решение, а не во имплементацијата, затоа што ако не е добро направено, тогаш се поставува и прашањето како ќе функционира, односно како ќе се имплементира тој закон, значи со дупки, односно со пропусти. Моето прашање конкретно до вас се однесува со кои објективни проблеми вие лично се соочувате на вашето работно место во делот на издавањето на државјанство на овие лица, и дали имате некакви предлози кои што би можеле овде присутните да ги слушнат, за да ни помогнат на сите нас во наредниот период кога ќе се изготвува тоа законско решение. Благодарам. Благодарам, колега